Дивоградбите да не се легализираат по 1 евро за квадрат, туку оние кои граделе bespravно да плаќаат комуналии според цените на општината и плюс пенали од не го почитувале законот. Ова е ставот на ЗЕЛС по однос на новиот нацрт закон кој го предлага владата за легализирање на објектите изградени до 2018 година. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Скопје Петр Шилегов рече дека несовесните граѓани кои граделе bespravно не треба да бидат наградувани и допрва ќе се утврдува дали постои потреба да продолжи некој таков циклус. Затоа е формирана работна група и додаде дека како држава и институција не смеат да дозволат bespravна градба на било каков начин. Затоа е формирана работна група, прво да утврдиме дали постои потреба, да ги направиме потребните анализи и потоа заедно со Министерството за транспорт и врски да одлучиме дали ќе се влезе воопшто во таков еден циклус. Она што како човек сакам да го потенцираме дека не смееме како институции, како држава да дозволиме стимулирање на bespravна градба на било каков начин. А во меѓувреме по извршените анализи ќе се утврди потребата за носење или неносење на ваков законски пропис. Зборуваме за хипотетичка ситуација, не постои законско решение. Допрва ќе влеземе во циклусот на утврдување на потреба, на анализа на состојбата и потоа носење на конкретни решенија. Шилегов рече дека интерес на општините е да престане легализацијата на дивоградбите што досега се одвиваше за 1 евро по метар квадратен, а оној кој има bespravно изграден објект мора да ги плати комуналиите како што ги плаќа секој граѓанин и да плати соодветни пенали и казна за сопствената bespravна изграденост. Законот за легализирање на bespravно изградени објекти за 1 евро по квадрат стапи на сила во март 2011 година, со што им се даде можност на граѓаните да ги легализираат bespravно изградените домови по 1 евро за квадрат. Затоа потребно беше во рок од 6 месеци до општината да се поднесе барање за легализација, уверение за државјанство или копија од лична карта, доказ за приклучок на комунална инфраструктура или сметки за јавни услуги и геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на објектот со имотен лист. Но првичниот рок неколку пати беше пролонгиран. Во првиот рок за поднесување барања за легализација на диво изградени објекти беа доставени 360.000 барања. Според податоците со кои располага ЗЕЛС, во нашата држава во моментов има над 70.000 индивидуални и деловни објекти, што се уште не се во регулиран правен промет.